Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка. Веќе во вестите ја најавив, Светлана Јовановска, проминентна новинарка, скоро целата своја кариера е дописничка од Брисел и е еден од најдобрите, најголемите експерти за надворешна политика што воопшто сме ги имале во државава. Иран е нашата тема и денеска каков парадокс е всушност, најавена е најголема, најжестока акција врз Иран, а од друга страна го цитирам американскиот претседател Трамп, кој најави дека војната во Иран е прилично комплетирана. Со тоа најави и конечен крај, но Техеран од друга страна пак одбива да разговара, да преговара. Барањето е да се уништат ракетните проектили, комплетно ракетната програма, и ова е барање на Америка, што од страна на Иран се разбира дека е отфрлено. Светлана Јовановска, ваш коментар прво за оваа парадоксална ситуација. Добар ден за тебе и добар ден на сите гледачи. Значи да, како што кажавте и вие, да он изјави дека војната ќе заврши наскоро, без да прецизира временска рамка или да спомене евентуално интензивирање на операциите. На ова иранскиот министер за надворешни му одговори дека е подготвен да се бори колку што е потребно против САД и против Израел. Но мене ми се чини дека изјавата на Трамп како да е наменета за падот на берзите и растечките цени на нафтата. По изјавите на Трамп, цените на нафтата паднаа за околу 10%, додека Wall Street покажа позитива. Тука прашање е колку вистина има во зборовите на Трамп, да се сетиме дека во јуни, кога Израел и Соединетите Американски држави има 12-дневна војна против Иран, го бомбардира Иран 12 дена, после тоа Трамп изјави дека иранските нуклеарни поставки се сосема уништени. И до ден денеска не знаеме дали е тоа вистина или не. Како и да е, за Иран оваа војна не беше изненадување и од тоа што можам да видам, тие се подготувале одамна за оваа војна, веќе повеќе децении, така што убиството на нивниот водач, по убиството на нивниот водач тие именуваа нов, кој е синот на претходниот. И Иран е, како да кажам, они се подготвувале за ова, и Иран е како змејот од бајките за кој што ги раскажуваа кога бевме мали. Му сечете една глава и после тоа расте друга, додека се свртиш. Ете, тоа можам да кажам. И како што напишал на Макијавели во неговата уметност на војната, војна можеш да почнеш кога сакаш, и можеш да ја завршиш кога тоа е можно. Да видиме дали е можно, не знаеме. Да, целиот свет во меѓувреме стравува и вие тоа го споменавте, Јовановска, околу берзите сега се раздвижија, но околу цената на нафтата се стравувањата фокусирани, особено и во Македонија, иако македонските власти смируваат, и тоа се разбира дека не би ве прашала околу македонската ситуација, но мигрантската криза и мигрантската криза е прилично во фокусот. Сега околу Македонија можеме да говориме, но и стравувањата се и во Европа. Но Македонија прилично треба повеќе да стравува, конечно, заради тоа што ова е мала, сиромашна земја и не би била подготвена на некаков имигрантски бран, конечно. Историјата покажува дека бегалските кризи ретко остануваат ограничени на една земја. Доколку размената на бомби продолжи и доколку оваа операција ескалира, последиците од нова меѓународна бегалска криза веројатно ќе се почувствуваат низ целиот Блиски Исток и секако во Европа. Да споменеме дека Иран е меѓу најголемите земји во светот што примаат бегалци. Се проценува дека земјата е домаќин на околу 4 милиони афганистански бегалци и мигранти. И доколку сега тоа раселување на населението од Иран се забрза, и ако афганистанците почнат да излегуваат од Иран, Турција и Ирак се најверојатните непосредни дестинации поради нивната географска локација и постојните миграцијски рути.
Агенцијата за азил на Европската Унија предупреди дека поширок конфликт во кој е вклучен Иран би можел да предизвика миграцијски бран, што би можел да ги преоптовари европските системи за азил, особено ако милион луѓе се упатат кон Турција и потоа го продолжат патот кон Европа, најверојатно преку Балканската рута, како што можевме да видиме во 2015 година по сириската граѓанска војна, кога повеќе од 1 милион бегалци влегоа во Европа за една година. Слично сценарио во кој е вклучен Иран, земја која има приближно 90 милиони луѓе, би можела да создаде уште поголем хуманитарен предизвик. За сега институциите на ЕУ им даваат приоритет на дипломатијата и хуманитарната подготвеност и сите се надеваат дека војната ќе прекине после неколку седмици, а можеби и сега, како што вели Трамп. Да, она што е загрижувачки конечно во Македонија е токму тој економски удар, а ние немаме информации дали македонските власти имаат никакви состаноци со челниците и генерално со Европската Унија. Тие се нашите најголеми сојузници заедно со Соединетите Американски држави, но немаме информации, велам, ниту за економски мерки, ниту пак за помош кон Македонија. Колку што јас знам, македонските власти не дошле во Брисел да разговараат на оваа тема, но од друга страна да се бараат пари од ЕУ за помош е барање што веројатно ќе остане без одговор. Да се сетиме, например, дека Македонија ги нема потрошено парите од ИПА фондовите што и беа на располагање, така што да дојдеш да бараш пари, а не си потрошил тоа што ти дале, не е баш пристојно. Меѓутоа, нашите власти секогаш убедуваат дека се е под контрола и се надеваат на заштитата на НАТО, зборувам сега за безбедностиот аспект. Иако сме мала земја со мала економија, нема да можеме да избегнеме економската криза која ќе дојде ако војната продолжи. Како резултат на војната, цената на барел нафта вртоглаво расте. Во сабота наутро кувајтската нафтена компанија објави дека превентивно го намалила производството поради закани за ормудскиот теснец и поморската инфраструктура за која слушаме дека е под контрола на Иран. Луѓето се со право загрижени, затоа што сето тоа ќе се одрази на животните трошоци за секој од нас. Може да се каже дека САД генерално се многу добри во одобривањето војни, а потоа доста лоши по тоа што се случува потоа во менаџирањето на мирот, да кажам. Да се сетиме само на Ирак и Авганистан. Доналд Трамп се покажува како загубен во целиот хаос и оди од една криза во друга, а тие кризи секогаш паѓаат на грбот на потрошувачот. Да се фокусираме и потоа ќе говориме и околу иранската војна во детали. Само околу Македонија уште едно прашање со оглед на стравувањата за терористички напади, стравувања, говорам за Европската Унија. Конечно, ние сме дел од Европа, а ова прашање воопшто не е безбедносно прашање, не е на маса, барем ние немаме такви информации. Немаме ниту таква историја, конечно, на терористички напади. Марк Руте, генералниот секретар на НАТО минатата недела, беше тука. Нашите предпоставки е дека се говорело за безбедноста на Македонија, но ништо повеќе од тоа. Немаме никакви детали, конечно. Информации, да. Па не излегуваат информации од таа средба. Не знам дали е во право презателката, но знам дека не е во наша корист, односно не е во корист на мала земја да се приклони кон идеологијата на Трамп, според која меѓународното право повеќе не постои. Обединетите нации се фрлени во некој ќош, заборавени во некоја фиока од страна на американците и од Израел, кој заедно во војната против Иран, а ЕУ за нив е нешто како нужно зло. Во таков свет, големиот и помоќниот може да нападне и да освои помала земја, без да дава било кому објаснување зошто и како. Например, не знаеме што би им текнало на нашите соседи во тој иден див свет без правила и разум. Трамп не вовлекува заедно со Нетањаху во таков свет. Светот се менува со голема брзина, па не сум сигурна дека и НАТО ќе може да не брани, ако дојде на вистина до најлошото, во што не верувам. Меѓутоа, секогаш треба да се мисли како што
велеа постарите, треба да се мисли на најлошото за да си поминеме подобро. Мислам дека ова со Трамп не е само епизода што ќе заврши за 3 години по крајот на неговиот мандат, туку е период што може долго да трае. Да, интересно е тоа што кажавте, не знаете дали ќе не брани НАТО во случај на некакви инциденти. Можеме да се сетиме како заврши дебатата за Гренланд, заврши таа, не можеме да кажеме дека, да гарантираме дека воопшто е завршена, но не се знаеше доколку постои напад од страна на Америка врз Гренланд, како ќе реагираат останатите НАТО земји членки. Да, тоа е точно, затоа што вие сега за Гренланд не слушаме ништо, бидејќи Трамп не кажал ништо за Гренланд. Да. Он се сврти на друга страна и се дали ќе се врати на Гренланд, тоа не знаеме. Тоа е тотално непредвидлив председател. Да. Добро, уште првиот ден министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски беше прилично самоуверен со поддршката кон Америка и кон Израел, што се однесува до нападот врз Иран. Некои го поддржуваа, но некои го критикуваат. Дека во вакви услови Македонија може да се држи настрана, ако веќе нема осуда, директна, отворена, транспарентна осуда за војната врз Иран. Што велите вие? Па, осудата од Муцунски или од Мицкоски ништо не му значи на Трамп, нити поддршката, мислам. Добро. Но убаво би било таква осуда да дојде од ЕУ, како заеднички став на Европската Унија, на надворешна политика. Ако дојде до тоа, ние предпоставувам дека на тоа би се придружиле како земја кандидат. Но тоа го нема. Ниту земјите членки, ниту високите функционери на Европската комисија не го осудиле, ниту нападот на Иран, ниту било кое кршење на меѓународното право во кое американците станаа специјалисти. Европа сигурно не го одобрува тоа, но од друга страна си вели дека е подобро да не го предизвикува гневот на Трамп. Не се знае каков резултат тоа може да даде, нели он одма воведува даноци. Па од тука нема што да очекуваме и од нашата власт, која знаеме дека има симпатии кон Трамп. Да, а знаеме дека имаме и царини и влеговме во онаа листа на земји каде што се става црн печат што се однесува до имиграција. Но добро, од друга страна, шпанскиот премиер Санчес меѓу слободоумниот свет се третира веќе како херој. Тој не ја поддржа војната, нападот врз Иран од страна на Америка и Израел и покрај тоа што Трамп најтранспарентно, јавно му се закани со трговска одмазда. Па, очигледно Санчес не е импресиониран од Трамп и неговите закани и тој има голема поддршка дома. Според мене, шпанскиот премиер е единствениот кој има правилна позиција во сета оваа бука и фрка. Дури и Макрон го поздрави ставот на Санчес, но не тргна по истиот пат. Така што, мислам дека Санчес ќе остане на таа позиција. Сега, на следните избори во Шпанија, тоа е, мислам, идната година, може да се деси Санчес да не добие, иако верувам дека поддршката за Санчес дома е голема по ова прашање, меѓутоа има други прашања во кои он полошо стои и имате партија, значи народната партија, демохристијанската партија во Шпанија и екстремната десница се зајакнуваат и тоа не мириса неубаво. Добро, што се однесува до стравувањата за нуклеарна војна, Јовановска, што велите на тоа? Заради тоа што овие закани прилично долго време се споменуваа кога станува збор за украинско-руската војна, односно нападот, агресијата, руската агресија врз Украина, да бидам попрецизна. Сега повторно се тема на дневен ред можностите за нуклеарна војна, катастрофа и практично дека Третата светска војна е веќе почната со нападот врз Иран. Па, почната е уште од Украина. Мислам, тие стравувања од сега ќе бидат тука.
затоа што последниот договор за нуклеарно разоружување помеѓу САД и Русија истече на 5 февруари годинава, што представува голема пресртница во историјата на контролата на вооружувањето. Старт беше последниот договор за контрола на оружјето меѓу Вашингтон и Москва. НАТО повика после 5 февруари, НАТО повика на воздржаност и одговорност во нуклеарната област, се цитирам, кои се од суштинско значење за глобалната безбедност. И очитам нивното соопштение: неодговорната нуклеарна реторика на Русија и присилните сигнали што ги испраќа во нуклеарната област откриваат страв на стратешко заплашување, рекоа во НАТО, осудувајќи ја желбата на Кина да го прошири својот нуклеарен арсенал. Да. НАТО ќе продолжи да ги презема потребните мерки за да го гарантира својот кредибилитет и така натаму, но Кремљ од своја страна изјави дека важноста на договорот завршува и ова го сметаат за негативен развој на настаните, изразуваат жалење во овој поглед и додаваат дека Москва ја гледа одлуката на Пекинг да не учествува во тие дискусии за нуклеарно оружје во овој момент со почит. Кина навистина исклучи можноста за учество во оваа фаза во разговорите за нуклеарно разоружување. Да, но сепак се прилично тивки. Од друга страна, кинезите говорат. Секогаш се тивки. Го гледаат собствениот интерес, конечно. Да. Добро, околу нападот на Иран. Има многу прашања, но ова е клучното за кое има различни одговори. Одговорот на Трамп зошто е нападнат Иран, значи тоа е прашањето, секогаш е за да се демократизира Иран конечно, да се разоружа од нуклеарната програма, но од друга страна, каков е вашиот одговор, Јовановска? Имате ли вие одговор на ова прашање? Никој не може да има точен одговор, меѓутоа еден од одговорите е дека Трамп влезе во оваа војна на барање на Израел, односно на Нетањаху. Тоа повеќе мислам дека не е никаква тајна, тоа се пишува на Запад, речи се редовно. Да. Израел веќе со години инсистира дека Иран е закана за оваа земја, но досега не нашол уво во Белата куќа за да влезе во акција. Освен ова, другите причини што доаѓаат од Вашингтон се конфузни, дека Иран е закана за САД, дека режимот во Иран треба да падне, ги повика иранците да се кренат, но со оглед на тоа што режимот се одмаздува доста свирепо врз тие што се кренуваат против него, со фрагментирана опозиција и без подршка на терен, тоа веројатно нема да се случи. Според американските разузнавачки служби, Вашингтон Пост објави на 7 март дека иранскиот естаблишмент веројатно ќе го одржи континуитетот на власта дури ако неговите лидери бидат убиени. А САД нема намера, како што вели Трамп, како што дознаваме од Вашингтон, нема намера да тргне во копнена операција во Иран. Дали режимот во Иран може да се смени само со бомби? Експертите тврдат дека не. Јас лично не знам. Да, а од друга страна, па потоа можеме да говориме за сценаријата, но иранскиот председател им се извини на неговите соседи, што и тоа немаше воопшто никаква логика, конечно. Па добро, Иран сака да ги напаѓа соседите за да предизвика хаос во регионот. Тоа му е една од опциите. Добро, напаѓајќи ги американските бази, тоа е логиката на Иран, да дополнам сепак. Тоа е логиката, но се забораваат колатералните жртви и најстрашните жртви. Конечно, уште првиот ден на нападот беа оние над 150 девојчиња кои се загинаа, девојчиња во училиште. Дополнам, кои загинаа, потоа беа таргетирани и болници. И тоа не беше, никој не може да го протолкува како случајно. Па, американците тврдат дека тоа иранците го направиле. Мислам што нема никаква логика. Да. Ама наводно имало истрага да се види чии биле тие, како да кажам, бомби или како се викаат ракети што го нападнале тоа училиште, али да, тоа беше трагична вест на вистина.
И околу крајот на војната Јовановска има различни сценарија, вие ги спомнавте, но никој не верува дека на вистина Иран би се демократизирал. Тоа е лошата вест, всушност, иако секогаш лоша вест е самата војна по себе, било која војна. Но, затоа не се гледа како оваа војна може да заврши. Да. Значи, бомбардирањето, взаемното бомбардирање може да трае со месеци, ако добро разбирам. Да, јас не сум воен експерт. Трамп може да зборува за Трамп и изјави дека ќе учествува во бирање на нов лидер на Иран. Тој може да зборува што сака, но американците се слаби во поствојните што ги водат. Да. И тоа се покажува како точно во сите изминати децении. Тие бележат неуспеси во тој поглед уште од времето на Виетнам, неуспех има и во Ирак, и во Афганистан. Не знам зошто овој пат би било поинаку. Да се демократизира Иран, слушам дека сакаат некои во Вашингтон сакаат да го вратат шахот, кој што не е познат како демократ во Иран. Како што реков погоре, фрагментираната опозиција во Иран не е обединета, не може да биде алтернатива во овој момент. И има и друга работа, кога бомбардирате некого, дури и тие што се против вас, против режимот, и они, мислам како да кажам, и они се свртуваат против тој што напаѓа. Така што, искрено, јас не гледам излез, може би Трамп ќе не изненади со нешто. Не знам. Во секој случај беше шокантна таа изјава и отфрлена изјава на Трамп дека тој лично ќе учествува во бирање на новиот лидер на Иран. Па добро, да, мислам сега ние забораваме, мислам дека светот има заборавено дека Иран е бивша Персија и дека таа земја постои со илјадници години и дека од неа потекнуваат многу мислители врз кои се базираат дури и денеска и кои што се и денеска актуелни, кои што имаат измислено разноразни работи. Сега да не се задржуваме на тоа, меѓутоа ако се отвори Википедија и ако се побара Персија, ќе се види дека Иран не е загубен во просторот туку така. Сега искрено не знам, мислам не навивам за никого, не сакам да има жртви, мислам дека целата оваа операција е штетна за светот, за Америка, за Израел, за сите нас, ама нас не прашуваат што да прават. Да. И на крај, медиумските анализи, светските анализи се дека следниот таргет е Куба. И дека тоа лесно, мазно би можело да заврши онака како што заврши со Венецуела, например. Не со Иран, се разбира. Не онака како што сега се случува со Иран оваа операција. Па сега прашање е колку кубанските власти ќе бидат послушни како што беше подпредседателката на Венецуела. Да. Која реши да го послуша Трамп и да оди по неговото сценарио. И да му е даде Нобеловата награда. Молам? Да. Е малку поинаква. Куба е со десетици години оди по еден пат и не ја познавам доволно за да можам да кажам, меѓутоа мислам дека нема да оди толку лесно. Дали Трамп ќе се реши да бомбардира? И тоа ми се чини неверојатно, затоа што тој им вети на гласачите дека нема да има нови војни. Значи, он не смее да оди во нова војна, оваа со Иран му е веќе премногу. А му одат изборите за Конгресот, така што може би има некој план, може би разговара со некаква опозиција во Куба. Тоа ќе се види, но во секој случај знаеме дека он сега ја гуши Куба, ја остава без нафта, без ресурси, без приходи, без ресурси, и тоа е уште една трагедија која е на хоризонтот. Нема можеби војни, нови војни, како што велите Јовановска, но да не заборавиме дека ова е првата војна на бордот за мир. Да. Иранската војна. И многу брзо, после недела-две,
таа се случи, беше нападнат Иран. Па не видовме што направи бордот за мир, да речеме, во Палестина. Мислам, ние не слушаме веќе секој ден за бомбите во Палестина, меѓутоа тие и понатаму паѓаат, речи си секој ден. И да не ја заборавиме Украина. И да и се разбира Украина, и таму нема крај. Да. Така што бордот за мир беше инаку, основан токму заради Газа, за помош на некаква помош на Газа, со милиарди и милиарди дадени како донации од страна на останатите земји. Да, така е, точно, не знам, не можам да видам што прават тие луѓе таму. Се сликаа еднаш кога беше формиран тој борд, меѓутоа потоа нити видовме, нити слушнавме што прават, дали има некаков план, дали се ангажираат, дали има хуманитарна помош, ништо не видовме, така што не знаеме, тоа останува енигма. Да, во информативен марак сме. На крај сме на ова интервју, јас ви благодарам за овој разговор, Светлана Јовановска. Ви благодарам и вам. Благодарам. Пријатно. Благодарам што не гледавте. Пријатно.